ја немав таа чест како другите колеги и колешки на оваа комисија да слушам по 10 пат една иста реплика на Ставревски и сега имав таа чест и затоа решив да се јавам за реплика. Господине Ставревски, вие барате од пратениците подносители на амандмани да не дискутираат, а вие пола ден го трошите на едната иста теза. Абсурдна, глупава, без никаков резон. Можете за 5 секунди да речете прифаќам цели 1,2 милиони евра за Битова. 1 милион евра. Зашто не го прифаќате? 100 и кусур амандмани помина се, 10% од поднесените. Ни еден амандман не прифативте. Ни еден. По таа прогресија завршува на крај одлуката, ни еден од поднесените амандмани вие нема да ги прифатите. Не чинат сите амандмани. Како смеете да кажете и да манипулирате дека со прифаќањето на нашите амандмани требаше 2 буџета? Па вие знаете како се прави буџет? Плюс и минус приходни и расходна страна. А ако се прифати еден амандман, ќе настане реструктурирање на другите трошоци и пак ќе остане во таа рамка. Кого манипулирате и лажете? Вие сте правили приоритети со граѓаните. Кои граѓани прашавте, баш ме интересира? Кој ви кажа граѓани, не знам, од Струмица, од Кичево, од Дебар, од Тетово, од Штип и ви даде дозвола, например, да трошите нови 14 милиони евра за фонтаните и спомениците и за мајка му на Александар Олимпија? Кој е тој граѓани што ви даде ваква согласност? Баш ме интересира. Анкета правите? Кој ви даде согласност во вашите приоритети да му дозволувате на државниот делен да даде 30 милиони евра за жичара на Попова шапка? А граѓаните, повторно, сега ќе има ново покачување на струјата по барање на државниот телем и МЕПСО, да плаќаат скапа струја. Граѓаните од Скопје парно не знаат дали ќе имаат до утре. До утре знаат, до петок дека ќе имаат парно. За викендов не знаат. И вие сте правили приоритети. Па престанете со овие жалопојки и срамно образложенија. Да ја прашаме на работа. Вие кажувате дека ќе правите кривично дело, вие лично, и дека ќе потрошите повеќе 80, предходно беа 86, са 84 милиони евра на некоја замислена камата. Да ја прашам, за да ја пресметаве каматата, вие, што ја сообштувате, гледаме, ја повтараат сите, може да ни кажете колкав износот на задолжувањето? 3 параметра се во економијата за едно задолжување. Кредитот, рокот, каматната стапка. Кажете ги за да знаеме од каде оваа износ на оваа камата. Овако од ракот се фруват од джеб. Што не кажете 100, 200 и милиарда евра може да се измислите. Колку пари ќе земете од деловните банки? На кој рок? Со која каматна стапка? Прво рековте евроврзница. Значи лажете. Сега велите задолжување од банки. Комерцијален кредит. Евроврзница, дома, надвор. Кажете ги на тој износ, со таа каматна стапка на тој рок. Да ја подсетам за едно ваше грандиозно дело. Втората македонска евроврзница. 175 милиона евра основица, камата 50 милиони евра. 9,82% камата. Лихва пред казино е со пониска каматна стапка. И тогаш се расправавме и дебатиравме. Вие, Ставревски, како Зоран или кој дел од нас, кога барате кредит од банка, се едно вие по која каматна стапка ќе го земете кредит? Лично, дома, не знам. Ќе купувате кола, ќе реновирате, што и да правите? Или се секирате да имате пониска каматна стапка, подолг рок на враќање, за да можете да го издржите ануитетниот план. Така се водите лично. А кога се народниве пари, не ме интересира. Не ве интересира. Еве, имаме една, вие земавте една евроврзница. Еден камен да се направеше од таа евроврзница, да знаеме зашто се дале парите. Ги нема. И сега манипулирате. СДСМ ќе го крив за камата од 86. Измислена камата. Како ја пресмедавте оваа камата? На која сума? На кој рок? Со која каматна стапка? Утре ќе речете милиарда. Па што не речете 2 милиарди? Ќе потрошите за модернизација на котли во рек Битова, за да криминално се напунат вашите фирми. 160 милиони евра. Ново зголемената инсталирана моќ ќе биде 30 мегавати. А ќе се подошат 160 милиони евра. Колку што коштат Шебрен и Галиште. И тоа е приоритетот на оваа власт. Еве ви уште еден пример за ваш катастрофален потек. Не ли ја инсталиравте лентата за одлагање на лигнитот во Битова?
Зашто не работи? Зашто уште вртат камионите на вашите бизнес партнери за провизијата што треба да ви ја плаќаат по партијата или на луѓето таму? Нели Груевски отвори лентата? 5 минути вртеше лентата. Додека го испиете шампањата. Еве сега не работи години и кусур. Повторно камионите ја возат деловината и лигнитот. И не чинат нашите амандмани, чини вашиот буџет. Па кога ќе погодите една стапка на раст, ќе можем да ви речем, со вас можем да разговарам. Вашиви приоритети во општина Центар да даете 14 милиони евра нови за Олимпија, мајка му на Александар. Фали уште Клеопатра и не ја чекаме, последната од династијата на Птолемеидите. И за неја споменик фали, по вашата логика. И 14 милиони евра може да се дадат за споменици во Центар, а за некоја се измислена камата, на некој се измислен кредит, без рок, без каматна стапка, ја мајката се да се към бил крив. А вие сте светците. Зоран Ставровски е светец. Ние ке сме ги блокирали платите и пензиите. Па кога манипулирате оваа јавност? Плати и пензии не смеат да се блокираат кој што сака да направи. Зато е предвидено и времено финансирање. И од кога вие почнавте секој ден да зборите за некоја наводна блокада на буџет? Овдека што се работи до 9-10, вклучително и викенд. По ова време од тоа вие дискутирате лично. 1/3 се вашите подржувачи. И ние сме ви го купували времето. Па вие да седневте и сагвам што били народот буџет да скроите, до сега тоа ќе беше завршено. Пошто сте љубител на американската пракса и политичко-економска сцена, прочитайте малку што се случува сега во Американскиот конгрес и сенат. Еве имате интернет пристап, прочитайте во моментов. Да видите како се води дебата помеѓу републиканците и демократите за заеднички буџет на Америка. Со најбогатата држава во светот по GDP. А која дебата е оваа ние века што ја правиме? Ние ќе збориме за битола за 1 милион евра, Ставрески вика не се прифаќа. Зошто? Нема ни образложение. А за Олимпија мајка му на Александар 14 милиони евра. И битолчани што треба да ги решат? Браво, сте ги прашали битолчани, тоа е амандманот. Да се направи јавно предпријатие заради кое што да се генерира формално правна основа за да има сериозен градски превоз во Битола. Јавен градски превоз. И што е спорно во овој амандман? Ништо. Напротив, добар е за битолчани. Еве да го прифативте токму овој амандман, некој друго барање за Битола можеше да биде повлечено, бидејќи ќе имаме чекор напред. Тоа што Битола не го има со Владимир Талевски, оскаровецот за лаги и измами, сега конечно ќе го добие. Ама вас сите ве прифаќа тој вирус очигледно. На лажење и на манипулирање. Вашиот буџет бил скроен со стратегија и со согласност на граѓаните, наши амандмани, замислете, не чинеле. Еве го вашиот буџет, колку сакате примери да ви дам. 14 милиони евра за Олимпија, колонади, споменици, столбови, фонтани, само во една општина Центар. И нормално срекне задоволна е фамилијата. Автобусите во Скопје, фамилијата. Нема кој друг да ги купи. Сега фамилијата треба да докупува во најновата реприватизација, ајде ослободете од персонален данок на доход, за да не плаќаат многу на берза. Имаат проблем луѓето, немаат пари. 100 фирми купија за еден месец. Од агрокомбинати, до банки, до такси компании, до сите работи. И што уште треба да има фамилија? И тоа било дворед, нашето не е во ред. Ајде да ги мериме овие работи на сакате на политички, сакате на јавен кантар. И престанете да манипулирате со некоја квази камата до 86, сега 84, рековте ни бројките не си ги памтите, што ги кажувате. Сега 84, рековте пред 3 минути. Предходно во јавноста 86 беа. Измислена камата, неизмислен заем, без рок, без каматна стапка. Си говори за некоја камата. И ние ке сме биле виновни. Па прифатете реструктурирање на буџетот, согласно овие
продуктивни намени за сметка на непродуктивните и нема никој да прави проблем. Пак вие ќе ги давате парите, нема СДСМ да ги дава, вие сте се уште на местото каде што вие ќе ги додавувате парите, например во Битола. Нема Игор тоа да го направи. Видете и сликајте се, пошто важно ви е тоа. Речете да, дозволив 1,2 евра за формирање на јавното предпријатие. И вие одете, сликајте се таму. Со 2 ленти, 6, колку сакате. Ама дајте на битолчани. Да не ја враќам на амандманот, каде што без минимум чувство човечко не дозволивте да се оправи радиоактивната вода со тешки субстанции во Свети Николско, односно Овча Полско пошироко. И тоа било во ред. Ке пијат луѓето загадена вода, за Ставровски тоа е во ред. Колку чини амандманов сега на Бендевска и на Диневски, колку 2 Мерцедеса од овој што сега го купивте Мерцедесот за Гордана Енкуловска наводно за странски делегации, гледаме Груевски се вози во него, новиот блиндираниот, од 550-600 евра. Ете толку е амандманот. 2 Мерцедеса. Не можете без Мерцедесите? Па нели сте луѓе од народот? Нели Груевски наш пешки идеше од дома до работа? 2 Мерцедеса е Муабетов. Толку. Толку ви значат Мерцедесите. Мора да се блиндирани со кожи, со чуда работи внатре. Како шеиците што возат во Катар и каде да се окувајте. Не можете од 2 Мерцедеса се откажете за битолчани. До таму ви е стигнато. Нели сме во криза? Сега признавте дека сме во официјална рецесија, сме 2 месеца. 2 квартала, 6 месеца. Да не го изманипулиравте последниот 4-ти квартал од 2011 година, 9 месеца ќе бевме. 9. Извадивте еден сумнив податок од 0,1% раст. Така, случајно. 0,1. Па нели сме трети по doing бизнес? Нели сме подобри по перформансите, релативни показатели со кои што сакате да се споредуваме? А извадете ја стратегијата за јавниот долг, што ја криете, држите на веб страната стара. А извадете новата, да го видиме лимитот што сте се го поставили. Знае колегата Мисовски, знаете вие најдобро, Државниот завод за ревизија направи ревизија во управувањето со јавниот долг. Единствен документ, единствен од Државниот завод за ревизија, што е класифициран за безбедносен, е тој. Побара колегата Мисовски, бидејќи има безбедносен сертификат, да го добие тој наводно безбедносен сертифициран документ за ревизија за управување со јавниот долг. Не го доби, замислете. Не го доби. Ако вашиот Државен завод за ревизија констатирал хаос во управувањето со јавниот долг и го криете документот у сеф негде со 6 ключа и го класифицирате за безбедносен и не го давате на пратениците што имаат пристап законски до ваков тип на документи, значи ситуацијата е страшна. Страшно е. Не се секирате вие тоа што да споредуваме со Грција. Тоа за жал е така, не е измислена работа. И упорно ви докажувам, и упорно вие мислите дека никој нема да не чуе. По кој податок се што го водите бруто домашниот производ проектиран за 2012 година на вашата веб страна? 7,9 милиарди евра. Оне проектирано декември лани. Колку пати ја променивте проекцијата? Зашто не ја промените сега стапката, висината номинална на бруто домашниот производ на веб страната? Така грците почнаа со лажење. Зашто не ги промените? Бидете чесен до крај. Ако сакате да ви се верува. Ама ова што го правите? Гледам дека ви е ефтина сценарио. Вие почнавте пред 3 дена, секој ден ќе ни дават изјава дека го блокираме буџетот. Слободно давате. По 3 пати повторувате. Сега Илија Китановски дал изјава. Утре ќе даде Илија Диновски. Зарутре Силвана Бунева. Ви го знаеме сценариото. Исто со оние партиските квази организации формирани преку ноќ за да земаат пари од европските фондови. Мајчинство се викала некоја, трета не знам која, не постојат. Не постојат организациите.
Идете, давайте изјави за блокада на буџетот. Око не ни трепнува. Не сме ние тука за вас, ние сме тука за граѓаните. И ги поднесовме вие амандмани за граѓаните. Не за вас и за нас. И бараме поддршка. Ни еден амандман да не се прифати. Па тоа ли е нормална држава и демократи? Кажете ми една држава во која што владата одбила секој амандман поднесен од опозиција. Не постои таква. Еве ви реков, видете го сите американскиот пример. Вчера, денес, утре, 2 месеца се борат како ќе изгледа федералниот буџет на Америка. Федералниот. Иако има други календарски рокови во нивната фискална година. Ама луѓето аргументирано се договараат, бараат вистинска намена за парите. Ние бараме сега за Битола, вчера за Свети Николе, после за Штип, за секој град. А вие барате за мајката на Александар Македонски Олимпија пари. И ќе ги дадете. Не ги сега го дебатират општина центар. 14 милиони евра за фонтани и за мајка му на Александар Олимпија. Александар го дигнавте, името не му го кажавте. Татко му го ставите, исто името не му го кажавте. Сега мајка му ја правите, што остануште? Букефал го имаме, што остануште? За нешто од пред 4000 години. И тоа е вашата стратегија. Па ние бараме пари за живите луѓе и за оние неродените. Вие ги давате сите пари за мртвите одамна. И тоа страшно. И замислете, скулптурката што зема хонорари од 3, 4, 5 милиони евра е сега донатор, мецена она стана. Толку финансиски се збогати скулптурката што сега и донира. Тоа е основа јавниот обвинител веднаш да ја повика на разговор. Како некој што до вчера имал 200 евра приход, одеднаш има 5 милиона приход и уште донира, замислете, скулптурката, креаторка на Александар, татко му, сега и на мајка му. И докаде ова ќе одите? Докаде ќе оди ова лудило? Ја сакам ви да дебатирате со нас, мене не ми пречи тоа што вие говорите, така треба да биде. Ама кога ќе повторувате една иста реплика 10 пати, дека ние сме ви го држале времето, а вие 50% говорите, мора се реагира. Ке завршам со тоа што навистина не мислев, господин Зоран Ставецки, дека ви е потребно, наместо економска дебата, квантитативна, со оглед на тоа што станува збор за буџет, структурална, квалитативна, вие да ги читате тезите на Илија Димовски, што сега пред 10 минути ви ги достави од неговата канцеларија. Пред камерите на оваа сала. Ако дојде Зоран Ставровски да ги чита тезите на Илија Димовски, отиде на работата многу повеќе од тоа што и ние можеме да замислиме. Благодарам.